Командир Станковски, неколку часа сте на терен, повеќе екипи од Кумановската противпожарна единица. Се уште чади дел од просториите и овде од предната и од задната страна на судот. Кога ја примивте дојавата, колку екипи досега се сменија? Дојавата е примена точно во 1 часот и 35 минути и во 1 часот и 40 бевме на лице место. По доаѓање на лице место, по примена дојава за пожар настанат во подрумскиот дел, каде што е сместена архивата на основниот суд, веднаш е почната со интервенција, значи во почетокот гореше стари книги, поточно архива кои ги има во огромен број, целата просторија е наполнета со нив и над архивите има инсталација од цевки кои се наменети за парно и за вода, меѓутоа тие цевки се обложени со некоја заштитна гума и таа гума дополнително прави проблем, значи од пожарот од архивата, од книгите е зафатена и гумата, така да дополнително прави проблем. Исто така, голем проблем ни прави непристапниот терен, каде што има многу мал простор, а од лева и од десна страна се е со книги. И ни прави дополнителен проблем, не можеме да влеземе повеќе луѓе за да можеме да го пожарот ликвидираме. Пожарот е моментално ставен под контрола, само позади нивниот малку чап, нема пламен никаде, нема оган, така да се надевам дека за брзо време и пожарот ќе биде целосно локализиран, а за материјалната штета, за причината како е настанат пожарот и што се има внатре архива од која година, тоа ќе треба дополнително истина. Кажете ни колку екипи се сменија, не рековте? Па досега се сменија 3 екипи, значи некаде околу 11 пожарникари и 4 возила се на терен и едно теренско возило. Не планирате да побарате поддршка од соседните општини, например? Па, како територијална пожарна единица имаме вработено 50 луѓе, така да моментално за ова ниво на пожарот нема да има потреба соседните општини.